Добар ден во попладневната програма на отвореното студио на еден телевизија. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Не заборавајте, утре со вас ќе биде, како и секој вторник, колегата Александар Чомовски. Денешниот ден го продолжуваме со една дебата меѓу двајца добри стари знанци, што се вели. До мене е професор доктор Јове Кекеновски, кој е стар ВМРО-вец и беше председател на ФРОДЕМ, а сега ја основа демократската фракција, која што обединува повеќе различни, би рекол, организации со ВМРО-вска провениенција, кои што се обединија за да влијат врз процесите во самата ВМРО партија. Добар ден, Јове. Добар ден и добро ве најдов и благодарам на прекрасната најава. Навистина стар, меѓутоа и остарен. И остарен ВМРО-вец. Сите сме помалку стари во овие борби. Борбата за демократија, борбата за правда и вистина, очигледно дека ме остарен пред време, меѓутоа имам сили, не се предавам и ќе туркаме до крај работата, конечно да имаме една современа, демократска, конзервативна партија. До Кекеновски седи младиот Еса Драхич, помладен, бивши пратеник на Социјалдемократскиот сојуз, иначе вечен дисидент, како што самиот сака да се представува, кој што и сега Рахич не знам каде си актуелно и така натаму, меѓутоа мислам дека си политички исто толку активен, ако не пред камерите на политичката сцена, тогаш барем во приватниот живот, предпоставувам. Добар ден, Сашо. Благодарам на најавата. И мене политичката борба за демократија ме подмлади. Значи, ја сме друга близо ги на различки, али различно се одразува на нас борбата. Денеска ве викнав во студиото, не знаејќи дека ќе имаме вака густ политички ден. Значи, владата најави, ајде што прво падна и некои пресуди кои што беа очекувани во известна смисла, Горна Јанкуловска, околу пресудите за Тенк, продолжува некои судења, на тоа е веќе, да кажем, редовна содржина на секој политички ден и веројатно ќе остане така уште суденови, но денеска имаме еден новитет во смисла на тоа што владата превземе иницијатива и одлучи да го даде во собраниска процедура предлогот да се започне процедурата за менување на уставот. Од ова што слушаме е дека 16 октомври е денот кога во собранието најверојатно ќе се гласа дали таа процедура воопшто ќе може да започне. Ја би започнал со, бидејќи имаме време доволно за да ги изразговараме сите тие аспекти. Кекеновски, вие за викендов испративте едно писмо до председателот Мицковски на ВМРО-ДПМН, во кој го повикувате, веројатно и со оглед на овие најверојатни предизборни, повторно воредни предизборни времиња, го повикувате на обединување. Има ли некаква реакција од таму? Докаде сте со таа иницијатива? Па за жал имаше една така непримерена реакција од нивна страна. Очигледно во обидот да девалвираат демократската фракција, не свесни дека сепак демократската фракција има своја тежина помеѓу членството и во јавноста. И тоа го покажа преку нејзиниот став на референдумот и големиот број на граѓани кои што ја поддржаа демократската фракција, за разлика од нив. Вие бевте за бојкотирање на референдумот. Да, и тоа први кажавме, дека со соопштение излеговме, дека со оглед на преспанскиот договор кој што за нас е апсолутно ништавен од повеќе аспекти, и од формално правен аспект и од процедурален аспект, сметавме дека не сме да се базира референдумското прашање токму на овој договор. Ако ми дозволите, да не го трошиме времето на она што се веќе диагнози, бидејќи мислам дека за референдумот, за преспаѓање, сите помалку и повеќе јавноста е добро запознаена. Значи морам да го објаснам, да, се разбира. Не е ли резонот на ВМРО-ДПМН сега да се окрупнува? Бидејќи можно е да следуваат воредни избори. Зошто мислите дека на тој начин Значи, апсолутно и нашето соопштение беше во таа насока, бидејќи очигледно дека граѓаните удрија сериозна шлаканица на политичарите кои што немаа свој дециден став. Очигледно е потребно сега во сите оние случувања кои што ни следат, дека е потребно подавање на рака. Сите сме погрешиле во одреден период, меѓутоа сметам дека ВМРО од ова треба да излезе посилно, посплотено, се со цел, бидејќи претпоставуваме дека ќе има предвремени парламентарни избори, да настапиме обединети и сигурно да извојуваме победа. Вака како што сме, мислам дека во една ваква ситуација сите ќе бидеме губитници. Смеам да прашам на што се надевате при такво едно предизборно обединување? Би барале позиции добитни на изборните листи, бидејќи таму ќе има голема турканица. Малце за професорот, Значи, само председател на сега ќе дојдеме до Јас не сум оптеретен со тоа, јас сум излегол 2 пати на парламентарни избори, за жал не сум успел и апсолутно не мислам на парламентарните избори да бидам дел од некоја листа или на било какво добитно место. Значи не сум заинтересиран лично за тоа, а
Во право е Еско Ракич, моите амбиции се малку поголеми. Какви се амбициите? Прво видите, ако погледнете во обкружувањето и во Европа, сите председатели на држава се над 1,90 м. Прво тука го има. Сега, тоа што е професор ко сегашниот, тоа нема е баш со сиот респект према тебе, господине Кекеновски или другар Јове. Значи, апропо ова што Јове го зборуваше, мене ми е драг пријател и во многу работи соборец. Нема да коментирам нешто што било. Соборец за демократијата, предпоставувам, секој своја аспект. Апсолутно. Јас сум тамо кај што сум, уште сум лево определен, уште бранам одредени ставови кои што вреда за брање како ова евроинтеграцијска кауза, сметам дека е единствената вистинската и ќе го критикувам мојот премиер за некои аномалии што ги ова влада ги правеше поединци во таа влада и ќе барам санкции. Она за што сметам единствено што можам да му забележам на мојот драг пријател е тоа дека сака да се обединат внатре во ВМРО. Со кого ќе се обединуваш Јове со тие што те прогања, што правеа криминал, со тие што против кои што тие се спремни да подадат рака, нивниот речник е тој. Ако дозволите се. Значи во ретото е. Јас сум во принцип на Македонија треба јака позиција, јака опозиција. Тоа се контролни механизми во секоја демократија. Меѓутоа додека не се раши со едно криминално крило внатре во самата партија, кој што и Јове го шиканираше, и многу честни патриоти македонски членови на ВМРО, таму не може да има обединување. Добро, Јове, може да ми дозволите само да ајде, надополнам. Бујрун. Значи, јас само кажав еден сегмент од соопштението. Се извини што си дам за право. Не, апсолутно, слободно. Значи, соопштението навистина е темелито и го анализиравме неколку пати претходно. Таму поставени се одредени услови кои што ние ги бараме од актуелното раководство, каде што сметаме дека во наредниот период треба да има една екипа која што ќе раководи со партијата и подитно одговорност за сите оние кои што се огрешиле од законот. Рековме повторно да не влеземе во чизмите на поранешниот председател. Меѓутоа, вчера излезе председателот на ВМРО ДПМН со барање да се укине СЕО. Ако ние бараме подитна одговорност за оние што се огрешиле од законот, како тоа ќе се прави? Значи јас не знам, тој излегол, да, тој е како став, меѓутоа ако би преговарале дека е најважно да ја амнестираме некои луѓе за да тргнат. Значи апсолутно демократската фракција и сите што се членови на демократската фракција не размислуваат во таа насока. САО е формирано да раши се со криминалот во минатото. Ние тоа го поддржуваме, апсолутно го поддржуваме. И бараме одговорност од сите структури, без разлика која политичка партија. И од основното јавно обвинство бараме да се врши работата согласно позитивните законски профили. Значи јас се извинувам него прочитав соопштението, познавајќи го Јове, знам дека тоа е направено со најдобри намери. Јас во саботата за разлика од Јове не испратив соопштение, испратив кумашинката и двете кумашинче во Германија. Затоа што е многу добра состојбата ја оставија претходните. И затоа сум еден човек што гледа малце поинаку и понапред. Сега може прашањето. Прашањето ми е затоа што се обидувам да расчистиме некакви се ова прашања кои се отворени и ќе се отворат. По мене. Што сега Еско мислите дека ќе се случува во наредниот период? Одиме ли кон не барам прогнози за работи што ќе се случат за 3-4 дена, но најверојатно ќе треба да се оди на воредни избори. Што ќе значи тоа за Македонија? Значи вака. Можам да изнесам личен став? Па, ја не знам дали... Не, и став кој што емоционален и рационален, нели, емоција и рација. Ајде. Значи не навлегам 650, 250 милиони 500, значи таа е завршена работа. Не сум сигурен дека граѓаните удриле шамар, тоа е моје размислување. Дел од граѓаните кои што не искоче веројатно немале добро објаснување или немале представа што се случува. Значи да не се враќаме историски генезата како ние во Македонија сме пропуштале шанси од Берлински конгрес, од Букурештански мир, од НЕИ, од Крим, Јалта и натаму, значи сега е прв пат шанса да дојдеме до нешто до што ќе ни го удри легитимитетот на оваа држава. Јас лично сметам, значи мене ако ме прочитате како левичар, нели, сепак и ние ќе се обединеме еден ден како социјалдемократи, што ја знам. Јас ако ме прашате, речем идеме на избори една за секогаш да расчистиме со таа криминална структура. И на Јове да му пружиме шанса како честен човек и честен Има ли во оваа држава воопшто расчистување една за секогаш? Па јас се надевам дека еднаш мора да дојде тоа. Меѓутоа како размислувате господине еднаш за секогаш да се расчисти? Само да довршам. После секој избор имаме само покомпликувано. Се разбира, само те потикнувам. Рационално на Македонија во моментот не и требаат избори и мислам дека ова е единственото што може да го направи добро господинот Заев со помош нормално нашите пријатели. Знаете што не ви кажам приказката од Вудро Уилсон и желбата на одредени структури во политиката. Најаките играчи од Македонија да направат сериозна држава, честа и сериозна држава. Значи, по мене единствено што може да направи господинот Заев е да почне со тие
уставни измени во рамките на владата го Да предлог. тргне во процедура. Да, и во наредниот период да се обиде внатре во рамките на пратеничката група на ВОЛ и останатите да ги убеди во целисходноста на такво гласање. Значи, ако не сме успеале во претходниот период, Добра, ама ќе се согласите еве и Кекеновски, претпоставам дека тој што досега не сватил зашто се работи или сватил, а има спротивна свати позиција. оној адмиралот Денице се ќаде дека свати кога му влегува русите. Значи, секогаш Кекеновски, останува ли некој на кого не му е јасно за што се станува збор, особено во политичките елити? Има ли потреба за уште за дообјаснувања после цела оваа, да кажем, колона од разноразни, како да кажем, очигледно дека има многу нејасноти, очигледно дека се уште е присутна она поданичка политичка култура во Република Македонија. Знаете што е, на Македонија навистина не и се потребни нови избори, токму сега и во овој момент. Меѓутоа, а дали Македонија и понатаму треба да продолжи со таква законодавна власт во кој што пратениците ви се најобични послушници на лидерите на политичките партии. Тоа мораме затоа не си у парламент, затоа не си у парламент. Знам, ама како ќе дојдеме до таков поинаков парламент? Па, повторно ќе добиеме јас колку состав. што многу добро се сеќавам, ветувавме отворени листи, ветувавме една изборна единица каде што да има возможиме на граѓаните конечно да изберат граѓани кои што Кекеновски, ама знам, во вашата партија се зборува за меници банкарски. Па тоа го критикувавме и тоа е недозволиво Па апсолутно. те знам, ама ние Па сме не може уште на некој тоа да ме ниво уценува. сме, уште на банкарски Па гаранции. треба ли да останеме и понатаму или Па треба да не, се знам, менуваме? ама како ќе стигнеме понатаму кога не сме мрднати од Зашо? овој? Па мораме да мрднеме, верувајте дека инаку не можеме напред. Не можеме да имаме ние доминација на извршната над законодавната власт. Мораме една да расчистиме, да Дека ресетираме. тоа се обратно, комплет. така е. Па повеќе Сашо, јасно е. значи, апсолутно, ова што ти го кажеш, ти го кажувате, не господин Ордановски. Да, ние се знаеме Дека- добро сите Сашо, затоа тројца, викам, така што... навистина е тешко на одредена структура на луѓе кои што досега не сватили. Не, грешка се. Тие сватили од почетокот, меѓутоа омчата некој им ставил јамка околу вратот и не им дозволил. Мислам дека се речисто е полека ситуацијата. Она што треба да ми се објасни на луѓето, она што луѓето кои што сака да се бават со политика треба да размислуваат малце пошироко е резултатот на вчерашните избори во Босна и Херцеговина. Добио Додик влегува во председателството, влегува Комшиш, а не Чович. Чович е заостава реториката. Значи имаме сериозен конфликт сега при правење Меѓу на Загреб и Босна и Бања Лука. Значи во меѓувреме имате ратни тапани реторика на поделба на територии, каде што имате. Во исто време Хрватска купува израелски фантоми, F-16, Србија купува мигови. И ние како едно дете мало, без никаков имунитет, се спрема шпански грип, а ние чекаме од надвор да ни дојде вакцини нема. Па добро, ама тоа се ова што го кажуваш или што го кажувате господин Рахич, може би ова дете и не може да разбере што се Па затоа има постар кој ќе му каже на тоа дете што да прави. Па ја не знам кој од постарите веќе не дојде. Ова дете колку наполни после, еве да не оди 28 години. Детето е многу размазано. Види, детето е многу размазано и веројатно биолошки родители не му биле родители. Добра, ама знаете, за мене е навреда некој од страна да доаѓе и да ми кажува што треба да правам, што е добро за мојата држава, што е добро за моето семејство. Ама ако не те бива, ако не те бива ќе ти дојде. Не, очигледно не ги бива тие кои што досега ги партиципирале, ја практикувале власт. Ворет, ама гледаш дека не ги бива. Ова долго трае. За жал предолго. Ние не сме ние не сме на некој пуст остров негде таму кај Нов Зеланд, значи ние сме срцето на Европа и они не дозволуваат вие тука да имате таква приказка. Значи ова мора да се реши. Добро, Ракич, ги разбирам тие аргументации. Знам дека ги. Нашата генерација е генерација која што веројатно помина низ целиот овој галиматија и оваа какофонија во последните 3 децении. Младите, новата генерација ни замина. Или е на пат да ги пратив комашинчињата во Германија. Да, како е можно да овие кои што се во разни политички роли и во опозицијата и во власта, овој пат сепак се однесува тоа на опозицијата, не го разбираат тоа, че имаме нови избори. Ќе ве прашам што мислите кога ќе бидат исходот на новите избори, но јас сум рече сигурен дека политичката криза само ќе се продлабочи или можеби не, Кекеновски. Па мислам дека нема да се продлабочи, мислам дека ќе се прочистиме конечно. Второ, мислам дека не држи онаа теза која што ја застапуваше власта на референдумот, која што вели дајте да влеземе во Европа, младите нема да ни отидат. Имате типичен пример во Романија, имате типичен пример во Бугарија, каде што продолжија и се иселија во најголем дел. Еден чекор назад само да ве вратам. Не за да аргументираме сето ова што го кажам. Затоа што ми е многу занимљиво што го говорите и да речеме дека тоа ваш став. Ситуацијата ќе се прочисти. Да речеме дека ВМРО ДПМН ќе победи
убедливо и така натаму. Да речеме дека ќе Обединето успее ВМРО да помогне, така, иначе обединето во и една да ваква речеме дека ќе ситуација- успее да најде партнер да. на другата страна од албанската етничка, можеби ќе освои апсолутно мнозинство и така натаму. Што ќе прави ВМРО ДПМН така обединето, силно, со голем успех на изборите по прашањето на евроатлантските интеграции? Јас колку што знам, ниту еден во Република Македонија, поготово член на ВМРО ДПМН, нема лажна надеж дека, односно, дека некој од нив со едно око намигнува кон истокот, односно кон Русија. Нас тоа ми е јасно дека ВМРО не евроатлантската е источна партија, дека е прозападна. евроатлантската интеграција е зацртана од моментот на создавање на партијата и таа продолжува и понатаму. Меѓутоа не на ваков достоинствен, На каков недостоинствен начин, начин. Ај вака, само дозволи, ајде да поставиме постулати колку ќе спориме. Објасни ми како ова што ти го прашува Саша, ти доаѓа Столтерберг и ти вика денеска вака, нема да влезеш. За мене е тоа уцелен. Само ќе ви дадам еден пример во знак на појаснување. Може ли вака? Кажам, не, видите, Може да ли речеме вака? дека сте во право дека е уцена, но тоа е страната која што има Може моќ да ви да кажам само поставува нешто? уцени. Што правиме? Не, јас да ве поставам едно прашање, иако сте водител вие, Ја во значи некоја ќе ве друга поставам. емисија Значи за во задоволство ќе ви 1997 година Словачка излезе на референдум во кој што имаше 4 прашања. Првото прашање дали сте за влез во НАТО. 9,5% излегува на изборите, што значи беше неуспешен. Меѓутоа и што направи НАТО алијансата? Тогаш ги прими Чешка, ја прими Полска и сите други држави. Во 2004 година, јас не велам дека треба да чекаме 7 години, меѓутоа ако на НАТО Немаме време ние, јове, се слагам, немаме време. Не, значи аргументацијата 2004 е таа. година ги примија во пакет со Естонија, Летонија, Литванија, Знам ке Романија, меѓутоа Бугарија. се чини дека Словачки 97-2004 има друга позиција Па немојте да односно мислите, колку таму Македонија. имаше апсолутизам голем, поготово во Да, тие ама периоди. апсолутизам, не Од безбедностни 90 предизвици, не од предизвици 97 на до негирање, 97 до 98 до не 2000 предизвици на година. негирање, не проблеми со соседи, не безбедностни предизвици. Нашата Ама, ситуација е Сашо, се знаете, кај нас предизвиците, овие што велите, доаѓаат токму од политичките елити и од султанскиот начин на раководење со партиите. Ние не успеавме да создадеме демократски партии во Република Македонија. Не успеавме кога ќе каже некој спротивен став во партијата да не го етикетираме. За жал тоа многу беше забележливо токму за време на владењето на Груевски, за жал, каде што сите со спротивен став беа етикетирани како непријатели. Ќе се вратиме на тоа, бидејќи вие сте една од жртвите на таа политика. Еско, каде оди Македонија после избори, да речеме? Еве, вие сте иначе не сте непознат по проценки и по предвидувања правења, ама еве ве Како прашам. предвидно Никола Груевски ќе биде прв пример што ќе биде во затвор. Не се, значи, Сашо, 2008 уште. Која е поентата на сето тоа? Значи денес кога го слушам Самараски беше. Па Вика таму за има 50 разни, за да. 50 години вика нема да постои Северна, ќе биде Македонија. Искача Мицотакис кој што вика ова е лош договор за Грција. Значи прпадаваме јазик и Значи ја тоа не можам да го разберам. Значи не ме сватите погрешно. Јас не можам да го разберам. А од една страна па се заоштри прашањето со чамите. Значи, знаете што има едно вриење. Јас тоа го кажам неколку години, има рекомпонирање на политичките елити, системи, граници во регионот и пошироко. Светот врие. Со се можам да се служам с тебе. Дел од политичките елити е најголем виновник тоа што ни се случува. Меѓутоа вака, доаѓа Столтерберг, да уцени дига. Или ќе влезете вака, или нема да влезете. Сега еве, тоа беше дрско, безобразно. како што ама во ред, види. Ама јое, што е нашиот само одговор дозволи на тоа? Сашо. Да им кажеме срам да вие, не врегува. Да. Значи, Која која е алтернативата? Јова, која е алтернативата? некој да понуди алтернатива, Која е алтернативата? Еве, тебе те прашам, која е алтернативата? Значи, алтернатива има. Која е? Алтернатива има седнување повторно на преговарачка маса. Тој не може да Зашто каже... да преговараме? Па не нема ти да дава нов договор. Не ти дава каков нов договор? Ти кажа и ова е многу. Вие Абе ти велите, скача. едните велат вака, меѓутоа слушајте што велат Кој вели? Кој? Ципрас и Што неговиот вели министр Ципрас? за Што надворешни. вели? Тие велат каква Македонија, какви македонци, тие не постојат. И сега од една страна имате позицијата, од друга Абе страна има имате договор, абе опозицијата. човече има договор кај што јасно пише дека сме македонци. Многу јасно пишува, Што? многу јасно пишува за пишува? многу работи и тој за тоа е апсолутно ништавен и е на штета на А договорот што Мицковски или некој друг код ВМРО ти да биеш ќе го направите. мислам дека јас и ќе ни го досега- вратат и Солун и горе. немојте Ама да- не, ама немојте не, да ама види, јас сакам да разговарам за Јас факти. сум навистина. Јас сакам да ве знам дека вратам си реален. на една друга Јас сум многу суштинска реален и- суштинска тема. Меѓутоа и достоинствен. Кекеновски Тоа е реален и најбитно. достоинствен. Вие барате да влезете во семејството сега проширено, големо и така натаму во ВМРО ДПМН, во неделата кога Мицковски почна да ги чисти неистомислениците.
Вие во која улога се гледате? Вие ќе бидете реформаторите. Евет Ефенди таму кој ќе влезете, што ќе бидете? Бидејќи јас вас ве познавам. Вие во вториот состанок веќе ќе имате различно мислење од половина од како се като изврши. Може би не. Како не, сега значи... кога овие туку што влегува процес на чистење на неистомислениците. Како не, за која која демократска партија? Процес на чистење, прочистување, итно експресно прочистување на сите оние кои што Како Кекиновски го замислувате тоа итно експресно? Па многу добро го замислувам. Ние можеме многу брзо да организираме конгрес, да распишеме на тој конгрес делегатите не бидат бирани од раководството. Се решава тоа за 20 дена. Ако може сега лидер да изберат по заминувањето на Груевски за 15 дена, ние можеме за 20 дена. Во тој избор учествува ефикасноста на Груевски. Знаеш и Никола, и сега имате желбата на членството да расчисти и да врати на вистинските позиции. Ми е важно, ако сепак бидете одбиени со ваквото барање, што ќе правите вие на избори? Сигурно дека продолжуваме понатаму, се обединуваме сите оние кои што бевме кристално јасни во делот на референдумот и ќе понудиме своја програма, своја опција. Господин Рахич, каква е сега позицијата на овие кои што не припаѓаат на мнозинскиот народ во Македонија? Не ве прашам тоа затоа што сте вие Рахич по презиме, туку сега гледаме дека и во одредени албански политички кругови веќе официјално бараат, ако се отвара уставот, да се редефинираат разни елементи и така натаму. Тоа ќе не доведе во уште подлабока криза, ја прави ситуација покомпликувана или? Сега оно емоционалниот начин на размислување, ајде идеме на избори, па тие политички рекетари кои што ги лажат. Знаете што, кои политички права на албанците во Република Македонија? Кои политички права? Не знам. Не, сега ќе ви кажам. За да може со диплома која не е нострифицирана да магистрира, докторира и да работи, а дојдена од надвор. Значи, кој? Или они да може да тепа полицајци да не одговара. Кои се тие политички права? Или политичките права ќе бидат еднакви за сите граѓани на Република Македонија, значи имате права и обврски. Значи апсолутно сум за тоа да малите етнички заедници и помалите ги уживаат своите права. Меѓутоа има и обврски. Затоа овој емоционалниот дел, нерационалниот што го правиме, големите партии, кај албанците или кај бошњаците или било каде кај македонците, да искочат на Мегдан и да си го Ако добро ве разбирам, вие мислите дека се само ова позиционирање предизборни. Апсолутно. Па видите, ако искочи некој будалетник и напише дека цена на еден пратеник чини 2,5 милиона евра. Знаете што значи? Не сум тек, може не пишуваат порталите тука. Јас ми требаат 15, тоа сте 30 милиона евра. Јас ви кажам со 30 милиона евра јас и ќе добием избори во Италија, Шпанија, Франција и Германија заедно. Не е тоа така. Ако ли дадат државјанство. Не, па сега што ги организираше, сега што Меркел кога бараше помош, па ги прати Добро, но мислам дека тој вид на вести не се веројатно доволно. Да, не се веројатно доволни, меѓутоа се доволни за да јавниот обвинител не спие и понатаму. Туку да покрене постапки и да види што се случува. Ние вакви случувања имавме во минатото кога се купуваа пратеници. За жал се купуваа пратеници со некои книжки. Ако може да дозволам само. Значи треба власта да се обиде низ еден разумен диалог, да објасни позицијата. Сметам дека најголемиот дел од тие пратеници што се во парламентот не се боси. Еден дел од нив се подолг временски период. Еден дел ќе си ги штитат личните интереси затоа што имаат путер на главата. И тие не сакаат Македонија во НАТО, затоа што и таму не е најсено, али постојат механизми кои што едно асоцијално, криминално поведение се санкционира. Значи да се седне со тие луѓе и обврска е на власта да ги заштити тие луѓе. Затоа што не е седно така ли имавме случај каде што еден еминентен поранешен министер и напиша дека ќе гласа и тоа против, имаше милион буквално закани на тоа. Значи поентата што е како ги гледам јас, како гледам состојбата. Значи сите во Република Македонија го чувствуваме истото бреме. Значи немој да мислите дека и на нас бошњаците и на србите не е sejedno дали ќе бидеме северна, тоа да расчистиме. Верувајте дека може во 90% македонци етничка поише го трпам тоа како притисок затоа што има милион случаи каде што сум се докажал во тој дел кои сум и што сум. Меѓутоа јас зборам за реални параметри. Она што го спомнам. Значи ќе има рекомпонирање. Знаете, јас го кажав веднаш. Литванците имале 4 века, 3,5 века држава. Украина била под нив, Полска била под нив, пола Европа. Да не ги кажам за другите, за арменците, за едва и дојдоа 90-ти која година до своја држава. Така ли е? И сега со сиот почит и респект. Значи сакам да разберам, сакам да почувствувам тоа што сите го чувствуваме. Меѓутоа зборам за реални параметри. Или ќе се освестиме и ќе почнеме да работиме во општи интерес, она што кажува. Добро, еве веднаш го прашам Кекиновски, доколку се случи некакви 10 пратеници кои не припаѓаат сега на ова мнозинство во владата, гласаат за уставните промени, кој ќе биде вашето соопштение Кекиновски следниот ден?
Значи владата и работи на тој случај. Во оној момент што ги пушти во процедура, очигледно се обидува да убеди на разни начини. Не знам Како ќе реагирате вие? Па очигледно нема да има избори, а ние ќе продолжиме и понатаму за таа на тој партија. Како ќе ги оцените тие пратеници кои што така Сигурно гласат? нема да кажеме дека се предавници, дека се шпиуни. Бидејќи тоа е реториката е таа. Па тоа е реториката на ретроградните сили во партијата, кои што не ја сваќаат и Мислите суштината дека на демократија. што ќе се случува со ВМРО ДПМН доколку натаму отидат процесите? Да речеме дека во наредните 5-6 дена ќе се успее да се состави некакво мнозинство кое што ќе истурка почеток на уставните процес, бидејќи ова процес во кој ќе има 3-4 гласања со двотретинско мнозинство. Па, Што ќе се случува во ВМРО? ВМРО? Ако следиме досегашниот постапка начин на ова раководство, актуелно раководство, за нас наметнато раководство, сигурно дека ќе продолжат постапките на ист начин како што досега се санкционира и други членови, а сите знаеме на кој начин нели беа исклучувани и така натаму. Тоа би во една таква ситуација би значило дека ќе биде преполовена пратеничката група од една страна, а од друга страна ќе биде понатаму маргинално влијанието на ова наметнато партиско раководство. Еско? Истото прашање, што ќе се случува? Потоа ќе ве прашам што мислите дека ќе се случува и со СДСМ, се разбира. Значи вака. Или може би Еско, еве, што ќе се случува со СДСМ доколку Само да отидат? одговорам ново, па ќе кажам што мислам дека ќе се случува. Значи претпоставувам дека ќе се обезбеди мнозинство и ќе продолжат работите така како што ќе продолжат. Тоа значи префрлање на топката во дворот на нашите комши. Да се надеваме дека и таму ќе помине. Има после дали таму ќе помине. Значи процесот и таму треба. Види, ја вака викам, ајде еднашка да ја префрлим играта, да не се браниме катанажо. Цел живот маце да играме офанзивно. Што ќе се случи во СДСМ? Во СДСМ, ако биде секако што биде, очекувам премиерот Заев да се врати дома, оно што му е примарна функција и да почне да работи во делот кој што ја мислам дека најдобро го разбира, економскиот сегмент. Очекувам дека ќе направи сериозна чистка во своите редови, затоа што еден дел од луѓето на кои што им даде договор, дали се министри, дали се директори, дали се носители на јавни функции, не си одговори на задачата. Затоа и делумно резултатите на референдумот се такви. Не е само Тоа е овој камшикот што се Значи, спомна. тоа имате два во ВМРО да помане и во СДС. Пак зборуваме за Јас зборувам за луѓе кои што се грешили во своите работи. Ако имате евидентни докази за некој што правил криминал, тоа не е камшик. Тоа е правна држава. Тоа е инаку без оглед на се. Јас сум човек кој што сменил неколку председатели на СДСМ. Мислам дека во тој сегмент Зоран Заев дури има поголем демократски капацитет него што треба да има еден лидер на политичка партија во Република Македонија. Тоа е мој личен став. Мислите внатре во партијата или во општеството? Мислам, не, знаете што, Зоран Заев не е сам таму. Таму имате триумврат. Јулиј Цезар, да не би Помпеј и Каси. Ја знаете приказката или Лепит, Марк Антони и они други, како се кише Октавијан Август. Значи таму имате тројца луѓе во првиот ешелон, па подале кои што одлучуваат. И не може да целата одговорност. Јас ви кажам дека Зоран Заев во сегментот на надворешната политика во односно напри се. Добро, може да е варијантата да тргнеме во овие уставни процедури за измена на уставот, се покаже дека нема мнозинство. Дали мора да се дојде избори? Може ли да речева така добро? Не мора. Бидејќи ова значи дека не можеме, а изборите не гарантираат дека ќе дојдеме до дветретинско мнозинство, тогаш ние остануваме на власт уште 3 години, па сега ајде да направиме правна држава како што треба. Има ли такви? 90. Па добро, 2,5 да речеме. Не, 90. Па знаете што моралната тежина Додека заврши процесот може и две станат, да. Моралната тежина мора да гледаме и моралната тежина на овој консултативен референдум кој што мора да знаете дека и не мораше да биде распишен согласно. Добро, ама он е на консултативно ниво исклучително успешен. Апсолутно не. Ама се согласувате ли дека апсолутно не е успешен, бидејќи не е успешен ако е консултативен, ако нема задолжителна вие не ги исполнувате основните правни услови кои што се наложени. Во уставот не пише успешни и неуспешни референдуми. Во уставот пишува дека вие се обидувате се да играте на картата 600.000, 10.000 луѓе кои што гласале. Меѓутоа зошто не играте на картата дека само 30 и дури и помалку, бидејќи се покажа дека во последните часови се полнале кутиите. На секои 7-5 минути, секунди 20 секунди. Гајте, не ни влегувам во таа полемика, би интерпретациите се спротивставени. А зошто не говорите кога имаме излегување на референдум
по милиони 100.000 како што беше референдумот? Зошто не говорите кога имаме излезност на председателски избори повеќе од 970.000 гласачи? Значи, Да, ма ниједна опција не ја добила оваа поддршка како што сега е Ама оваа вие опција. сега можете да ги кумулирате бројките од сите политички Што партии. мислите дека Тогаш тоа не е во дајте- ред? Апсолутно А не како е во ред. тогаш вие оние што не излегле и гласале против ги сметате на контото против договорот? Па значи да Па сакале значи ќе може излезат. Не, да, ама ама не се може би добре, не сакале абе, ни јој, да не се излезат тука, и да јој. излезат. Како Не се тоа Па да, одеднаш меѓутоа ги не го контате? поддржале. Не, Не јој го се поддржале. Па да, ама не Се мора да плашале значи да дека не- се против него. Ако говориме во апсолутни бројки, имате 1/3 према 2/3. Така е. И зашто говориме? Така е. Таа 1/3 е огромна и никогаш не добиена од никого во државата како политичка Да, програма. ве, подсетам, 2004 референдумот 420.000 граѓани гласаа за референдумот. Само 420, сега Само 610.000. 610.000 во контекст на сите политички партии Добро, кои што тоа е го оваа гласаа. интерпретација гласаше? сега, Тогаш контекстите. кој гласаше? контекст, значи Контекстите говориме, се- дајте да говориме за апсолутни Чекај, бројки. јој, 2004 кој гласаше? Кој гласа тие 400.000? Па ВМРО гласаше. Не кој само гласаше? ВМРО. Немојте Добро, така. јас сметам дека е само ова- ВМРО, Ма не е само ВМРО. И добро тој ВМРО што Апсолутно Чекај, само полек, ВМРО чекајте гласува. полека, Немојте полека, така. ај полека. Немојте така. 400 само математика. Тогаш, значи, важеше Ама може ли да не важи? Чекайте, Тогаш може ли тогаш само тие едно гласови кои Добре, останаа ова на интерпретациите се јасни, само една бројка. Рахич. Значи, не смееме да се правиме. Јој, 410.000 излезе, така? 2004, така? За ВМРО, спиле само Биле ВМРО. за референдум. Биле само ВМРО биле, така ти речи. Па, Колку најголем доби дел ВМРО граѓани на кои изборите 2006, бе? 410 доби? Сега со Добро, бројки не е ако- така. ако Ама ми не е дозволите- така. Ама не е така. Ако Не ми е така. дозволите. Ама не е така. Не, не. Јас, господа, така и си Значи, од мислев. формално правен аспект, Јас- апсолутно е неуспешен. Од политички аспект? Ја затоа Од игам, Државната затоа игам изборна ајде на комисија- избори да видиме колку се Па, неуспешни. Ајде да како видиме говориме, на како избори. говориме Ајде на избори, што да за правна држава, за Виж правни правна факти, држава. за правни аргументи Господа, говориме. јас така и си мислев дека ова Па не, попладне ќе игам, го загребе. ајде на избори да видиме колку сте, вистинскиот дали сте степен, 1.200.000. За да можеме да ги Па, да вклучиме. не испаднеме 1.300.000. Ма 1.500.000 и 3 Да на не карти. останете, не 600, со 300 да не И 3 на останете. карти, и 3 на карти. Да не 300 на останете со карти. 300 Не, илјади. јој, грешка. Добро, очигледно Добро, дека не е важно. очигледно дека одиме во еден период кога ќе се мерат Ќе биде мускулите, интересно. ќе се мерат силите. Интересно. Да, Јас ви меѓутоа мора да благодарам. биде достоинствено со почит еден према друг. А, во секој тоа ќе случај. остане да видиме, бидејќи Па добро, сме јас поминали лично- секакви јас процеси. лично Може да говорам заврши за разговор, мене. пошто јове пошто. Јове може ли заврши разговор? Јас се надевам дека слободно. разумот ќе надладе, иако жена вика нема да си цел живот оптимиста и поздравувам ти, ќе надладе разумот, луѓето што земаат плата од овој народ, од овие граѓани, ќе седнат, ќе се договорат и ние ќе имаме успешна развршница на оваа така наречена мини политичка криза. Иначе ќе влеземе во уште поголема криза. Рахич, си ви благодарам за завршите збори, ќе Кеновски исто Благодарам. така за оваа динамична дебата, така и се надевам дека ќе биде почитувани гледачи, останете со нас, бидејќи влегуваме во еден друг сегмент, каде што за прв пат ќе видите нешто што го подготвува Еден телевизија, а со нас во наредните 10 минути ќе биде и креаторот и водителот на тој сегмент. Да, се работи за едно возење такси, за деталите малку подоцна. Ако не секој ден за председател ќе те подржа. Треба да победам. Ваков председател и треба да Не може да заврши емисијата кога